Подготовка за нови промени во учебниците, овој пат со грчка асистенција. Македонските и грчките експерти за историски, археолошки и образовни прашања, кои согласно договорот од Преспа треба да ги испеглаат разликите во толкувањето на историските контексти, го одржуваат вториот состанок, но според македонската страна ова ќе бидат први суштински разговори при што ќе се отворат учебниците по историја и географија за основно образование. Амбасадорот Виктор Габер, кој го предводи македонскиот тим експерти, објаснува дека целта на овој процес не е бришење на делови од учебниците, туку нивна адаптација која треба да биде во интерес на сближување на двата народи. Даваме предност на разгледување на наведените карти и символи во овие учебници, што кај младите формираат мислење, а со тоа сакаме тие да имаат прифатлива реалност за соседот. Вели амбасадорот, кој очекува во процесот да се земе предвид меѓународното искуство, особено она што е кодифицирано во меѓународните документи на Советот на Европа и ЮНЕСКО. Грчката страна меѓутоа е многу поконкретна. Заменик министерот за надворешни работи Маркос Боларис, кој е начело на грчкиот експертски тим, уште претходно ги објави трите барања што ги доставиле до македонската страна на првата средба во Солун. Наставниците и професорите да избегнуваат материјали што содржат иредентизам и ревизионизам, од учебниците да се исфалат античките грчки символи и да се отстрнат картите на голема Македонија. Комисиите се формирани од извонредни експерти кои целосно ја разбираат работата што треба да ја направат, темелно ја познаваат историјата на двата народа, ги почитуваат меѓународното право и европското законодавство и се во позиција да донесат правда и да ја прикажат историската вистина, отстранувајќи ги пропагандните потточки, илустрациите и мапите што ги модифицира учебниците во последните децении. Првиот состанок на заедничкиот комитет се одржа во Солун на 2 ноември минатата година. Во иднина средбите би требало да зачестат за веќе од следната учебна година да се отстранат спорните точки, карти и илустрации од наставните програми и од учебниците.